Јас сум Квазимодо, вонарот на катедралата Пресвета Богородица од Париз. Стојам пред тебе да ја излеам мојата душа. Кој сум јас? Монструм, чудовиште, суштество кое предизвикува страв и гадење кај секој што ќе го сретне мојот поглед. Телото ми е искривено, гласот ми е како крцкање од рѓосани шарки, а лицето, моје лице, тоа е моје проклетство од раѓење. Но дали јас сум виновен за тоа што се случи? Пораснав во сенката на големата катедрала под нејзините камени сводови, меѓу камбаните кои ми станаа единствени пријатели. Нивните гласови се мојата музика, нивниот звук е мојот говор. Го познавам секој од нив како што го познавам мојот брат. Не ми се смеат, не се оттргнуваат од страв, ме прифачаат таков каков што сум. Но штом таа влезе во мојот живот Есмералда, убава, љубезна, чиста. Таа не ме исплаши, не се сврте. Таа ми даде вода кога страдав на срамниот столб, кога толпата ме исмеваше. Во тој момент сфатив што е милост. И јас ја сакав. Не за убавина, туку за нејзината душа, за нејзината добрина, што е толку ретко на овој свет. Но, кој сум јас да ја сонувам? Јас сум чудовиште, а таа е ангел. Знаев дека никогаш нема да можам да бидам блиску до неа, но се заколнав дека ќе ја заштитам, дури и ако тоа ме чини живот. Се борев за неа, убив за неа, бев подготвен да дадам се, само да ја направам среќна. Но судбината беше сурова кон мене, како и секогаш. Сега стојам овде пред тебе и признавам. Не барам прошка за моите гревови, бидејќи не знам што е грева, што вистина. Сакав колку што можев, страдав колку што можев. И ако направив зло, тоа беше само затоа што светот ме научи на зло. Но секогаш имаше искра светлина во мојата душа, светлината што ја запали Есмералда. Прости ми ако можеш, или клетва, ако тоа е твоја волја, но знај дека дури и во срцето на чудовишто љубовта може да живее.